Дипломат на тајна мисија или невладин активист со пријателски намери. Поранешниот амбасадор на Грција во Скопје и Вашингтон, кој деновиве заедно со идеологот на грчката стратегија Зимето Кофос пристигна во Скопје да не убедува дека нема друга алтернатива за Северна Македонија, всушност работи со пари од грчките државни фондови. Партијата на македонците во Грција и Националистичката македонска алијанса со тврдење дека Маљас добил над 2 милиона евра од фондовите за јавна дипломатија на Грчкото министерство за надворешни работи. Од Атина се јавува Сања Ристовска. Дали Александрос Маљас доаѓа во Македонија како член на невладина организација или промотор на официјалните грчки позиции? Во Атина се шпекулира дека еден од највлијателните грчки дипломати е дел од тајната дипломатија на Грција за ширење на грчките црвени линии во обид да го промени јавното мислење во Македонија. Членовите на Виножито не се сомневаат дека се работи за грчка пропаганда. Тие луѓе што сите овие години, сите овие децении ја креират таа антимакедонска политика, негират постоењето на македонците во Северна Грција и општо во светот, и тие сега дојдоа во Република Македонија за да дадат предлози, да го убедат населението што да прифати и што да не прифати. Тоа е нешто смешно, а уште посмешно за мене е големата важност што им дават македонските медиуми и ги галат во наводници да наречам во ова нивниот обид кој што е очигледно контролиран од грчката надворешна политика. Реагираат и од Македонската алијанса. Членовите на Националистичката партија, кои имаат одлична соработка со македонците во Бугарија и Грција, но и во Америка, вела дека грчкото МНР, најверојатно преку проект за дипломатија, вреден повеќе од 2 милиони евра, ја помага највлијателната грчка фондација Елија Меп да ги шири грчките позиции. Знаеме дека македонското јавно мнение повеќе од 90% не сака промена на име и затоа грчката политика реши да го омекни тоа јавно мнение. Спрема наши информации од Америка и од Европа, овој проект е финансиран од грчката влада, која очигледно дала пари лево и десно тука во Македонија, со цел македонското јавно мнение да се омекни. Како поранешен амбасадор во Македонија и САД, Александрос Маљас е еден од највлијателните грчки дипломати. Тој заедно со Евангелос Кофос и Танос Веремис е дел од тројката на Елија Меп, која во последните 10 години е индиректно инволвирана во долгогодишниот спор меѓу Македонија и Грција. Зошто сите што работат во фондации менуваат ставови, секогаш се против мислењето на народот и секогаш ги искажуваат позициите на американските фондации. Ова прашање го поставуваат грчките блогови, анализирајќи ги активностите на Александрос Маљас како амбасадор и сега член на невладина организација. Овде во Грција, Елија Меп важи за една од најпочитуваните и највлијателните грчки фондации. Некои дури тврдат дека анализите и тезите се составен дел на стратегијата што ја има официјална Атина во однос на спорот со името. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.